Добро, ви благодарам за присуството, почитувани представници на медиумите. Денес пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата повторно ќе го поднесе законот за измена на законот за минимална плата, откако минатата недела беше вратен од страна на претседателот на собранието Африм Гаши за некои технички недостатоци, наводно. Меѓутоа нема да навлезам во причините за враќањето и насоките за тоа како треба да се средат некои работи, повторно кажемо технички аспект во законот. Целта на нашето поднесување во тој временски период беше да се поднесе законот до 5 во месецот, а со тоа практично има обврска претседател на собрание да го стави на седница во тековниот месец. Дали ова одложување, враќање на закон направено, да законот не се стави на дискусија на седница овој месец, еве ќе видиме во следниот период. Именно даваме максимална поддршка на барањата на представниците на Сојузот на синдикати. Сметаме дека минимална плата од 600 евра е нешто што работниците заслужуваат и им е неопходно, потребно за достоинствен живот. Во временски период кога синдикалната кошничка надминува 65.000 денари, кога 1/3 од трошоците одат за храна и пијалоци, дополнително тука се други трошоци, школски прибор за децата и така натаму, работниците заслужуваат да имаат достоинствен живот. Ги наведовме ставките кои што сметаме дека власта може да скрати пари. Тоа се категориите 42 и 46 од буџетот, во кој што има делови за патни трошоци, за репрезентативен материјал, за патување, и сметам дека власта може да покаже ширина, доблест, да покаже грижа за работниците, да скрати од овие пари и да се стигне до сумата од 7,5 милиарди денари во текот на оваа година, близу 120 милиони евра, за да платата на работниците стигне 600 евра. Дополнително кажавме на минатата пресконференција дека во овие делови на буџетот може да се оделат и дополнителни средства со кои што ќе се субвенционираат придонесите кон платите кои што би се зголемили и во приватниот сектор. Значи да не биде тоа на терет на приватниците, работодавачите, приватните фирми, да не се соочат со проблеми во ликвидноста, да државата ги субвенционира тие придонеси, а и тие работници кои што работат во приватниот сектор да добијат зголемување на платите. Ако се сака, ова може да се направи. И нашата влада во првите 2 години од мандатот, тоа беше практично периодот до 2019 година, пред ковид кризата, вистински инвестираше во сумите на пари од буџетот во кој што требаше, значи, зголемување на плати, на социјална помош. Ако само во првите 2 години од нашиот мандат можеше социјалната помош да се зголеми за 300% и да стане социјалната помош од 3.11.700 денари, ако минималната плата тогаш можеше да се зголеми во тој само период, пред да продолжи и после ковид кризата да стигне повеќе од дупло, да се зголеми од 8 на 14,5 илјади денари, тоа е зголемување за 60-70%, ако може да платите на здравствените работници да се практично и повеќе од дуплираат со зголемување на парите за дежурства, со зголемување на основната плата за 40%. Во првите години од мандатот не може оваа влада да каже дека нема пари. И срамно е оваа влада, на која што секој ден и вадиме коруптивни скандали, оваа влада која што тера државата во изолација, вчера да најавува купување на нов владин авион. Тоа е расципништво од невиден степен и смевање во лице на овие луѓе што протестираат денес пред собранието, кои што имаат вистинска мага, кои што не може да врзат крај со крај. Искрено се надевам дека овој закон ќе го поддржат сите пратеници. И од власта, и другите опозицијски партии, од другите блокови, поради тоа што ова е за доброто на
работниците, нивните семејства, за благосостојбата, за едноставно зголемување на квалитетот на нивниот живот. Дополнително, освен овој закон, ќе поднесеме закон за измена на законот за административни службеници, кој што власта го смени пред некое време, и со која што измена вработените во собраниските служби ги стави на ниво на сите административни службеници, со што платата им се намалува за 30%. И сметаме дека на тој начин сериозно се компрометира независноста на ова тело, на собранието. Ние во нашиот мандат прво обезбедивме независно буџетирање. Буџетирање не да зависи од Министерството на финансии, туку тука буџетски совет на собранието, кој што одредува колкав треба да биде буџетот и соодветно поголеми од целата друга администрација плати за 30% поради тоа што овие вработени во собранието мора да работат со дигнитет, мора да имаат чувство дека работата посебна, независна власт, поради тоа што сите политики се креираат во овој законодавен дом. Сметам дека не е коректно да им се одзема тоа што им е дадено на луѓето, посебно што тие луѓе со својата работа тоа го заслужуваат. Исто така, очекувам од сите пратеници да поддржат и оваа измена на законот за административни службеници, со што повторно вработените во собрание ќе ги добијат зголемените плати, како што тоа беше до измената која што оваа власт ја направи пред некое време. Ви благодарам.